Добар ден. На само 2 месеци од одржувањето на петтите председателски избори во Македонија, неверојатен молк и тишина доаѓа од таборите на двете најголеми политички партии. Можно е ли таквото очекувано тактизирање да оди на сметка на политичкиот профит на независните кандидати, третите политички партии и оние кои што не се фаворити или барем се перцепирани како аутсайдери? Можно ли е Македонија да излезе од клештите на црно-белата слика на СДСМ и ВМРО наметната како неминовност? Која е моќта на неопределените гласачи во Македонија? Сите овие изборни хипотези ќе бидат дел од денешниот разговор во Зебра. А наши денешни гости се универзитетските професори Мирјана Најчевска и Јове Кекеновски. Добро дојдовте во Зебра. Професоре Кекеновски, за почеток со вас, вие претендирате да бидете кандидат за председател во вашата матична партија во ВМРО-ДПМН. Токму затоа сакам да ве прашам, има ли шанса независен кандидат или кандидат кој што нема да има поддршката на некој од двата носители на левицата или на десницата, односно на најголемите политички партии? Па најнапред да не биде сватено погрешно дека јас сум независен кандидат, значи јас ја барам поддршката на мојата политичка партија. И со оглед на она што го имаме како искуство во Република Македонија, чинам дека можностите на независните кандидати се сведени на минимум. Затоа постојат голем број на причини, значи зошто независните кандидати кај нас не можат да успеат. Впрочем, јас имајќи ја таа информација, тоа создание, правејќи ги сите тие анализи, решив да си одам во мојата матична партија. Значи без разлика што ќе се случува таму, јас повторно не размислувам да одам како независен. Не би одале како независен? Не одам, не. Зошто велам? Заради тоа што прво кај нас, ако говориме, постои еден тип на така наречена поданичка политичка култура, која што за жал се уште во втората декада на 21-иот век доминира над онаа партиципативна политичка култура. Тоа е можеби едниот од сегментите, неоти граѓаните не сакат, меѓутоа можеби да формулирам оваа ситуација од аспект можеби не смеат или не се доволно храбри да се впуштат, да речеме, во една таква, под наводници, авантура. Втората е причина што политичките партии во Република Македонија самата кампања за избори ја дигна на многу високо ниво од аспект на финансии. Јас не верувам дека во Република Македонија може некој да се осуди да даде толку пари за кампања, за да може да им парира на големите политички партии. За колкави средства зборуваме? Па, мислам дека ги имате во извештаите на политичките партии, мислам дека се работи за неколку милиони евра кои што ги вложуваат политичките партии. Друго е прашањето од кај ги наоѓаат тие пари. Меѓутоа мислам дека енормно големи средства за оваа наша мала држава се вложуваат во тој сегмент. Второ, мислам дека проблемот кој што ги оддолго влечува или ги оневозможува, ги обесхрабрува, да речем, независните кандидати е фактот што тие немаат логистика, немаат една партиска машинерија која што сме виделе во многу наврати дека функционира на терен безпрекорно. И можеби најголемиот проблем е токму законската регулатива. Зошто велам законската регулатива? Затоа што ние сме сведоци дека од минатите избори досега имаме доста промени во смисла да граѓаните не можат во општините да ги дадат своите гласови. Поточно има 34 места кои што се седиште на општинските изборни комисии, каде што треба да ги дадат гласовите. И сега да вие го натерате еден ваш поддржувач. Да, еден ваш поддржувач. Прво не знаете каде е точно локацијата, каде е седиштето. Второ, да го натерате, да го замолите да дојде да го даде вашиот глас. При тоа да појде да се пред некој административец, да се легитимира од една страна. Од друга страна треба да изгуби време, да излезе од работа и така натаму. Трето, тука се исто проблемите кои што ги наметнуваат самите административци, доколку сакаат да кочат таа работа. Друга ќе беше ситуација да има како во минатото каде што може да се соберат потписи и чинам дека таа бројка во минатото не беше проблем. Меѓутоа како мине време и овие избори покажуваат дека бројката од 10.000 со потписи е, мислам, во моментот невозможна мисија. И последниот аргумент е фактот дека голем број на граѓаните, еден поголем дел,
бидејќи ние гледаме дека има независни некаде, односно неопределени од 35 до 40%, другите се определуваат некаде од 30 до 35 за некоја политичка партија или за друга, и за опозиционите. Фактот дека тие по разни основи се врзани за одредена партија. Дали е тоа активист, дали е симпатизер, дали има некој вработен од страна на одредена политичка партија во минатото или сега, дали има некој бизнис со партиите на власт, и тоа создава едно чувство на нелагодност кога еден граѓанин ќе отиде во општината да се легитимира и да го даде својот глас. Доколку успееме да го елиминираме, а мораме да го елиминираме во име на демократијата, во име на демократските процеси, мислам дека ќе биде голем успех на Македонија. Ова што не се случува сега, да не се случува во иднина. Професор Најчевска, се извинувам. Се согласувате ли со ова дека независен кандидат во Македонија нема никакви шанси? Може ли локалните избори во 2009 во Карпош и Центар да бидат сепак некаков индикатор дека кандидати кои што не припаѓаат на двете неголеми политички партии сепак можат да остварат некој по-сериозен успех? Да, има многу точни работи во ова што го кажа професорот Кекеновски. Она што јас мислам дека треба да направиме разлика меѓу самостоен и независен кандидат. Она што овде го зборуваме во моментов е самостоен кандидат. Кандидат кој што не е поврзан со политичките партии, а кој што ќе биде препознаен од граѓаните и за кој што ќе гласаат како за индивидуа. Тоа е многу тешко. Значи, тешко е прво заради законската регулатива која што го невозможува со кратките периоди кои што се дадени за представување на председателските кандидати. Имено треба да станува збор за веќе препознаена, и то препознаена од многу широката јавност, било политичка, било јавна личност. И второ, треба да станува збор за човек кој што ќе има време да ги изнесе сите своји програмски определби. Заради тоа што кога одредена политичка партија поддржува некој кандидат, тогаш граѓаните претпоставуваат дека тој кандидат во поголема или помала мера ги презентира истите политички, идеолошки ставови и вредности како партијата која што застанала зад него. Кога станува збор за самостоен кандидат, граѓаните допрва треба да откријат за што станува збор. Исто така многу е проблематично кога станува збор за самостоен кандидат, затоа што граѓаните во основа или не знаат, или веќе изгубиле верба во контролната улога на председателот како институција во Република Македонија. Имено во изминатиот период многу малку видовме, дури и тогаш кога имаше опозиционен председател и слично, било каква улога која што би можела да учествува во она што представува контрола на другите сегменти од власта. Председателот или како ликот на Глигоров е доминантен и ги покрива сите останати сегменти на власта, или пак никаде го нема и во тој период се наметнува пред се владата како извршен орган кој што го поттурнува настрана дури и собранието, а председателот воопшто станува безгласна буква. Меѓутоа, јас лично сметам дека во моментов можеби ние треба да размислуваме и да ги поттикнеме политичките партии кон онаа опција за избор на независен кандидат. Значи, кандидат за кој што би застанала одредена политичка структура, било да станува збор за една или за поголем број на политички партии со ист идеолошки или вредносен предзнак, а кои што би застанале зад кандидат за кој што очекуваат дека нема да биде под влијание на тие политички партии. Значи да застанат зад кандидат кој што ќе може да ја остварува контролната улога, кој што ќе има таков персоналитет, кој што ќе биде таква индивидуа која што ќе може да стави вето, која што ќе може да биде препознаена како некој кој што ја представува државата настрана, кој што ќе биде препознаен како некој кој што може да амнестира, кој што ќе биде препознаен како некој кој што може да се спротистави на владеачката политичка структура, која и да е, и на тој начин да го воспостави балансот на силите.
Апсолутно. Значи, таков независен кандидат, според мене, теориски е можно да добиеме, меѓутоа тоа многу зависи од политичките партии и дури овие разговори за консензуален кандидат, за кандидат кој што не припаѓа кон конкретната политичка партија, сметам дека представуваат испитување на јавното мнение колку граѓаните би можеле да застанат за таков кандидат. Главен проблем кај ваков кандидат не е само политичката партија која што го предлага и која што ќе треба свесно да предложи кандидат за кој што знае дека не може да го контролира, за кој што знае дека не може да биде марионета. Проблем е и кај другите политички партии кои што нема да го атакуваат самиот кандидат, туку ќе атакуваат политичката партија и ќе се обидат да направат амалгам, да го изедначат кандидатот со политичката партија и на тој начин да го уништат посебниот кредибилитет кој што евентуално би го имал. Има ли шанса кандидат кој што има поддршката од најголемите левица-десница партии, доколку ја нема поддршката на најважниот албански политички фактор? Па токму затоа сега ги, како што кажавте, испитуваат теориски можностите има за шанса. Нема зашто да нема шанса. Меѓутоа, не е пожелно. Од политички аспект не е опортуно, заради тоа што тоа се спротивставува на целокупната логика на развојот на системот во последниве десетина години, посебно после донесувањето на Охридскиот рамковен договор и е во спротивност не формално правно, туку морално правно на суштината на самиот тој договор. Така што изнаоѓањето на кандидат кој што е прифатлив за албанските политички партии, дефинитивно сметам дека не е крајна нужда, меѓутоа е навистина многу пожелно. Ако може да се надоврзам, јас имав и денове коментари на таа тема. Значи, јас не сакам да говориме во Република Македонија и мислам конечно треба да престанеме кандидат за председател поддржан или избран од албанци, власи, роми и така натаму. Значи, ние пред се мораме доследно да го почитуваме Уставот и да велиме дека председателот е избран или предложен од граѓани на Република Македонија без разлика на која етничка заедница и припаѓаат. Во тој контекст, значи, јас денове ги слушам и коментарите на представниците на ДУИ околу тоа дека нема да има легитимитет, нема да има легалитет избраниот председател, доколку тие бойкотираат. Меѓутоа видите дека не сите политички партии бойкотираат, впрочем таму не е само ДУИ, гледате дека ДПА не најавува дека нема да излезе на избори. Второ, што е посебно битно, тие не успеа на јавноста да ја објаснат што е тоа консензуален председател. Значи, консензусот не подразбира донесување на една одлука преку одлука која што ќе донесе мнозинството во една група, држава или партија. Туку подразбира максимална, што е можно најголема согласност во тој сегмент. Значи, ако говориме за консензуален председател, јас мислам дека сепак може би ова е еден обид да се наметне еден современ обид на некоја етничка кохабитација која што не е погодена во прав момент. Зошто велам? Вие во услови кога имате најголем степен на меѓуетничка тензија, најголема недоверба помеѓу етничките заедници во Република Македонија, а вие сте тој кој што треба да ги смирите, да ги релаксирате меѓуетничките односи, вие од друга страна изигрувате лицемер, односно глумите, се со цел да добиете политички поени и велите консензуален председател, а при тоа или свесно или несвесно ги заострувате меѓуетничките односи и ја зголемувате меѓусебната недоверба. Од друга страна не објаснија тие што е консензуален председател, од причина што доколку говориме за председател, односно кандидат за председател кој што ќе го предложат партиите на власт, ние не можеме да говориме за консензуален председател, кандидат за председател, бидејќи тој ќе биде можеби со консензус кандидат за председател избран од партиите на власт. А мислам дека во Република Македонија, ако говорите сите граѓани, сите политички партии да го предложат тој кандидат, би требало да се навратиме во минатото.
каде што имавме такви случаеви на избор. И мислам дека од тој аспект паѓа целокупната нивна идеја за консензуален кандидат за председател, од причина што до крај и не се изјаснија која е цената да тие некого поддржат или предложат. И јас оттаму повеќе сакам да говорам за консензуално избран председател од граѓаните на Република Македонија, отколку за консензуален кандидат за председател. Мислите дека доколку не се усогласат партиите кои што се и партнери во власта или партиите кои што се партнери опозиционери на власта за некаков заеднички кандидат, дека тоа може да води кон Не, апсолутно не може да нови води. етнички тензии? Не може да води кон нови Доколку етнички не се тензии. задоволни? Виде, ако направите една анализа, ќе видите дека граѓаните од албанска етничка припадност, дека досега и многу не биле наклонети кон да го дадат својот глас за македонец кандидат за председател. Зошто го велам ова? Освен во случајот на Борис Трајковски. Гледате дека сите тие беа избрани некаде со околу 450.000 или 500.000 гласови, што беше на граница од оној минимален консензус. Од оној минимален услов за да бидат легитимни изборите. Сетете се Бранко Црвенковски на изборите помина со отприлика 51%, сегашниот председател Иванов со околу 41-42%, што јасно укажува дека тие не се наклонети и не го дале гласот, освен во случајот со Борис Трајковски. Така да нема да биде, можеби, не е лагодно да не излезат да го бойкотираат скроз, меѓутоа јас верувам дека помеѓу нив има поединци кои што се лојални на оваа држава, кои што размислуваат со своја глава и кои што ќе излезат како граѓани да се исполнат својата обврска да гласат на изборите. Но 99-та година за време на председателските избори имаше, ако не се лажам, и најголем број на председателски кандидати, 6 или 7, меѓу кои што и од албанските политички партии, па потоа во вториот круг ги префрлија гласовите на Борис Трајковски. Типичен пример како добар кандидат од етничките заедници, од помалите етничките заедници, доколку има добра програма, може да помине. Сетете се дека кандидатот, бившиот министер, сега не ми текнува името, освои голем број на гласови кои што доаѓа од македонците, посебно во источна Македонија, Штип, Виници и така натаму, голем број на македонци му ја дадоа довербата. И Скопје, чинам дека беше тука, така да како мине времето, мислам дека ќе расте свеста, ќе расте она што велам партиципативна политичка култура и ќе бидеме најстречни доколку овозможиме да избереме вистински кандидат на сите граѓани на Република Македонија. Професорке, вие и професорот Кекеновски зборувавте за она што значи системски проблеми за да се лансира еден добар независен кандидат, но што е и со квалитетот на независните кандидати? Дали како би го оцениле она што досега беше понудено како независни кандидати? И овој пат имаме луѓе кои што кредибилитетот го заснова на лајкови на Facebook и така натаму. Колку всушност и квалитетот влијае? Дали всушност е само системот проблем? Не, квалитетот многу не влијае на изборот на председател и во претходните избори никој не збореше за квалитетот. Се одеше и со анонимуси, да речеме, професорот Иванов е потполн политички анонимус, кој што беше само изфорсиран од ВМРО. Борис Трајковски беше апсолутно анонимен пред да стане председател на државата. Го знаеме неговиот административен развој, така што можеме точно да видиме дека не бил препознаен од граѓаните како индивидуа, туку како некој зад кој што стои една политичка партија. И кандидати всушност кои што не доаѓаат. Заради тоа јас и кога го слушам ова за постоење на консензуален кандидат, воопшто не го сваќам како некој политички консензус за кој што мислам дека или граѓански консензус за кој што зборува професорот Кекеновски, туку го подразбирам како меѓупартиски консензус и реалноста во Република Македонија дефинитивно упатува на потребата од таков вид на консензус. Независно од тоа кај се, што се граѓаните, колку се спремни да гласаат за некој независен или самостоен кандидат и слично, според она што го кажав претходно, тие
пред се ориентираат според политичката партија. Не ја гледаат се уште корисноста на председателот како самостојна институција, туку го гледаат председателот како дел, како продолжение на одредена политичка идеологија, односно на одреден политички вредносен систем. И согласно на тоа тие и се определуваат. Многу често се зборува за тој голем број на неопределени гласачи, меѓутоа според сознанијата кои што јас ги имам од повеќе од 15 години мониторинг на избори, тие неопределени остануваат на крај неопределени. Односно, не можеме да рачунаме дека тие се оние кои што ќе го сменат балансот, односно нагло нешто ќе се возбудат и ќе излезат нешто посебно да направат. И едно нешто не се согласувам со професорот Кекеновски, а тоа е дека албанците не играат никаква улога во изборот на председателските кандидати. Напротив, јас сметам дека токму македонците се оние кои што се повлекуваат во вториот круг од гласањето и дека на нивно место доаѓаат токму албанските гласачи и тоа доаѓање на албанските гласачи е вообичаено резултат на меѓупартискиот договор. Така што сметам дека албанското гласачко тело е неверојатно важно, дури и клучно во моментот на избор на председател и не би се однесувала толку со недоверба кон она што представува воспоставување на претходен договор меѓу политичките партии во однос на кандидатот кој што тие ќе го пласираат. Може ли да дополнам? Да, се разбира. Значи да не бидам сватен погрешно, не велам дека не значат, меѓутоа праксата покажува дека тие навистина не излегуваат. Еве, ќе ја потсетам професорката, на минатите локални избори имаше договор помеѓу ДУИ и помеѓу ВМРО ДПМН да бидат поддржани кандидатите за градоначалници од страна на едната и на другата политичка партија. Впрочем, македонскиот кандидат никаде не беше поддржан, односно кандидатот на ВМРО ДПМН никаде не беше поддржан од ДУИ, а представниците, односно членовите, партијците на ВМРО ДПМН секаде гласа за оној договор кој што го постигна нивната политичка партија со ДУИ. Така, ова ви е еден аргумент повеќе во она што го говорам. Значи, велам за неизлегување, а не дека не се потребни. Јас би бил среќен да излезат тие, меѓутоа да не ја слушаат политичката партија, едноставно да се ослободат од тие партиски стеги, тие нека излезат, не мора крај крајва да гласат, нека гласаат и против, меѓутоа е многу битно да излезат. Не значи дека се нерелевантни. Моето искуство како независен монитор кој што доаѓа од невладиниот сектор покажува дека воопшто не е ни важно албанците активно да излезат. Важно е дека нивните гласови можат да бидат употребени, односно манипулирани. Бидејќи според она што јас го имам напишано и според она што моите истражувања го имаат покажано, малтене да нема честни избори во Република Македонија, секогаш постои манипулација со гласовите. Посебно во таа манипулација ВМРО ДПМН има изградено многу моќен систем. Во тој систем се важни гласовите на албанците, не заради тоа што тие ќе излезат или нема да излезат, туку заради тоа што тие постојат и можат да се употребат, односно да се злоупотребат во зависност од потребите на политичката партија на власт. Така што дефинитивно сметам дека тој меѓупартиски договор е оној клучниот кој што почнува да станува моќно орадие и во манипулацијата со изборите, која што јас дефинитивно ја очекувам и во овој изборен циклус. Знаете, злоупотребата не само со албанските, јас мислам дека тоа се случува можеби во помал обем и кај македонските гласови, значи постојано присутни и добро е што е намален тој интензитет на злоупотреба на тоа. Јас не сакам да верувам дека и на овие избори ќе играме на таа карта да гласаат тие што не излегна на гласање.
Мислам дека со сите сили, впрочем и последните извештаи на сите мониторинг комисии кажа дека голем број на сите оние негативности, односно аномалии кои што ги имавме во минатото се отстранети, да се надеваме дека во иднина немаме да имаме и гласачи отпустеци и така натаму, се со цел да што имаме полегитимни избори во Република. Ја не сум видела таков извештај кој што вели дека аномалиите се отстранети. Може би вие имате достап до некој извештај кој што го велат тоа. Она што јас можам да го видам е дека извештаите се прилично негативни. Што е со... Изгледа погрешно ги читаме или погрешно се обидуваме да ги толкуваме. Изгледа од различни страни ги гледаме. Јас ги гледам така како што читам. Што е со политичката зрелост на активното гласачко тело, еве како што и спомнавте вие пред малку, професоре, да се охрабрат и да гласаат за некој кој што не е поддржан од политичка партија, или доколку стане збор за консенсуален представник, кандидат за председател, кој што можеби ќе биде од албанската, од некоја од албанските партии, или она што е многу тешко да помине во Македонија во 21 век, жена. Сите овие години ние, или барем политичкиот фактор, работи на намалување на политичката зрелост. Ние стануваме деловно неспособни како граѓани во однос на она што представува можност за наша активна партиципација. Во услови на максимална партизација, во услови на огромна невработеност, во услови на неможност да се оствари екзистенција без амин на политичкиот, односно партискиот субјект, не може да стане збор за слободен избор. Ние во Република Македонија во моментот не можеме да имаме слободни избори не заради законската регулатива, не заради некои институционални пречки, туку едноставно постои таков вид на атмосфера кој што ги оневозможува луѓето слободно да бираат, било затоа што се плашат, било заради тоа што на овој или оној начин се врзани, односно индивидуално корумпирани, било заради тоа што не гледаат перспектива во промената на политичкиот субјект и автоматски тоа ги води во потполна апатија. Значи, во моментот не можеме да зборуваме за активно граѓанство. Во моментот се наоѓаме во ситуација на многу голема абстиненција на луѓето и јас навистина би сакала да видам колкав процент од луѓето воопшто ќе излезат. Значи, не сум сигурна за одзивот. Доколку во последен момент се анимира тоа гласачко тело и тоа на негативен начин, значи да гласа против, во тој случај мислам дека можеме да имаме и доста голем одзив. Меѓутоа, доколку гласачкото тело се реши да гласа само за, тогаш не очекуваме многу голем одзив. Може би предупредувањата дека секое неизлегување може да значи злоупотреба на индивидуалниот глас, можат да бидат поттикнувачки за поголем број граѓани да излезат, барем да не биде злоупотребен нивниот глас, ако веќе не се решени за која опција на вистина ќе го дадат. Професоре, две лични прашања. Вие по амерички модус прв излеговте со вашата жилба за да бидете кандидат во рамките на конвенцијата на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа ве плашили ова што октруирани кандидати, всушност октруирани од страна не на базата, дадени од страна на базата, туку октруирани од страна на раководството, обично се оние кои што се кандидирани за председател. И второ, од каде доаѓа внатре-партиска или надвор-партиска она интелектуална ароганција која што се обидува да ве дисквалификува и смејувајќи вашата музичка кариера? Дали доаѓа од ВМРО-ДПМН или надвор од неа? Па видете, тоа се обични маргинални структури кои што во обидот да се додворат на раководството или на лидерот на ВМРО-ДПМН настојуваат да бидат интересни и да бидат поголеми херои од самите херои. Меѓутоа гледате дека сите тие се инциденти од време на време се појават од одредени личности кои што брзо им паѓаат во вода. Така да јас мислам дека тој обид да се девалвирам јас, мислам дека е контрапродуктивен пред се за оние кои што го нарачале тоа, поготово за оние кои што се извршители за сето тоа. Јас, значи, морам да бидам коректен во овој сегмент и можам да кажам дека
А она што јас го направив како моја промоција дека ќе се кандидирам, прво беше во согласност со претходен договор, со претходно известување на раководството на мојата политичка партија дека ќе се кандидирам и едноставно, иако немав никаква обврска, мислам дека е коректно да прашам пред се дали ќе има против, односно да не се случи да биде одбиена мојата кандидатура, бидејќи заеднички констатиравме дека нема никаква пречка околу сето тоа. Јас сметав дека е подобро да излезам во јавноста неколку месеци порано, дури мислам дека и закаснив. Тоа требаше да го направам 6-7 месеци порано, бидејќи за мене беше навистина неумесно да вие објавите повик, на тој повик да ви се јават 10-15, да се направи некоја мала селекција во рамките на извршниот комитет и потоа неколку од тие кандидати, дали се 2, 3 или 4 или 5, да се појават на конвенцијата. И сите тие треба да промовираат својата програма во некаде 20 или 25 минути, бидејќи и да сакате, вие не можете делегатите 10 сати да ги држите на таа конвенција. Мислев дека поголем кредибилитет, поголем авторитет ќе добие кандидатот за председател, доколку повеќе месеци однапред пред одржување на конвенцијата се промовира себе си и промовира една програма. Впрочем, јас промовирав една програма, ја видовте тие, таа програма е во меѓувреме исто така надоградена со уште неколку сегменти кои што мислам дека ќе ја заинтригираат не само јавноста, туку и членовите на ВМРО-ДПМН, посебно делегатите на таа конвенција. Ставив на увид пред се на целокупната македонска јавност, бидејќи мислам дека сите граѓани треба да се запознаат кои се тие што претендираат на највисоката државна функција. Второ, го ставив на увид на раководството на партијата, на членството на ВМРО-ДПМН и што е битно на делегатите. Истовремено таа програма требаше да представува и мотив за сите или предизвик за сите оние кои што настојуваат да се кандидираат или сакаат да се кандидираат, да направат еден ваков, ако за мене е нормален, меѓутоа еве за нив нека биде похрабар исчекор и да излезат со своја програма, па да ги спротивставиме нашите аргументи и едноставно да видиме кој е подобар, кој нуди подобро излезно решение. Бидејќи за мене е многу несериозно да вие излезете, некој да ви ја напише или да ви помогне да ви напише, или да ја изрецитирате, или да ја прочитате таа програма во тие 20-25 минути, а при тоа да немате аргументи да ја образложите. Значи, една програма која ќе поднесе човек неколку месеци порано или години, ако сакате како што е случајот со Соединетите американски држави, јасно укажува за сериозноста на кандидатурата, за степенот храбро да се едноставно излезе во пресвет на сите предизвици и укажува на некој начин за една сериозна личност која што ќе држи до својот авторитет, кредибилитет и интегритет, ако сакате. Имате ли предпоставки кои ќе бидат вашите против кандидати во рамките на партијата? Па, верувате ми, апсолутно не се оптеретувам со тоа кој ќе биде и како ќе биде. Јас во овој момент едноставно само сакам да се испочитува ставот, односно докрај да бидеме демократска партија, односно да го дигнеме демократскиот капацитет на ВМРО-ДПМН на многу поголемо ниво и оттаму апелирам прво до раководството да не кандидира, да не застанува зад ниеден кандидат, бидејќи има конвенција и секој кој што мисли дека ги исполнува, нека се повели. Дури и актуелниот председател нека се појави на таа конвенција. Од друга страна, исто така апелирам да нема јавни, тајни, полутајни притисоци над делегатите, бидејќи праксата ми кажува дека тоа се случувало. Јас не сакам да биде тоа, во спротивно тоа ќе значи уназадување на сите овие демократски процеси и мислам дека досега се одвива коректно. Како ќе биде понатаму не знам, меѓутоа сакам да биде во рамки на духот на демократијата и на сето она што значи фер и демократска изборна трка на оваа конвенција. Професор Најчевска, со оглед на вашето искуство и долгогодишната работа, очекувате ли самостојни или независни кандидати за овие председателски избори? Не очекувам. Барем да влезат во трката. Не очекувам ни самостојни. Резултат. Дефинитивно не мислам дека може во моментов некој со оглед на законската регулатива и расположението на граѓаните да се појави како самостоен кандидат, а не верувам во капацитетите на политичките партии дека се спремни да исфрлат таков кандидат кој што однапред ќе се знае дека нема да може да го контролираат и за кој што ќе се знае дека ќе може да ја оствари од друга страна контролната улога која што председателот би требало да има во оваа држава.
Така што во моментов се уште не очекувам дека постои зрелост ниту кај граѓаните, ниту пак кај политичките партии. Професор Кекеновски, професор Најчевска, ви благодариме што бевте дел од Зебра. На гледачите им благодариме што не следеа. Поздрав!